Започнуваме со меѓународната анализа за денеска. Лидерот на Израелската партија за национално единство Бени Ганц повика на координиран напад врз иранските нуклеарни постојки по извештаите дека Израел претходно се откажал од таквиот план, откако американскиот претседател Доналд Трамп го отфрлил во корист на дипломатијата. Што има ново во светот, зборуваме во продолжение со Дејан Андоновиќ. Токму ова е новото, практично Израел излегува со констатација, теза, намера и најава дека планира и дека треба, и вели можеме и мораме да действуваме врз Иран. И тоа е уште еден сигнал кој изминативен денови доаѓа од Израел, односно од Соединетите Американски држави, кои како најголем сојузник на Израел се поблиску се до некакви планови за напад врз Иран, односно Трамп започна како претседател и неговата администрација започна преговори со Иран за прекинување на нуклеарната програма за производство на нуклеарно гориво од страна на Техеран, нешто што подолго време трае и што Трамп го суспендираше во својот прв мандат, ги суспендираше тие разговори, но нели загуби на избори, дојде Бајден не се занимаваше со тоа. Сега Трамп вели, еве ова ви е последна шанса, да седнеме, да се договориме, да не произведувате атомско нуклеарно гориво и се она што треба, бидејќи ако пропаднат овие преговори, ние ќе ве нападнеме, односно ќе стреламе превентивно, а таа превенција се однесува пред се на Израел, бидејќи најголема безбедносна закана за Израел е Иран. Мораме да потсетиме дека 5 држави беа во тој дел, да кажеме, блискоисточен и околу од Европа до Кина практично, кои беа самостојни, кои беа релативно силни, стабилни, беа закана за Израел. Тоа беше Ирак, тоа беше Либија, тоа беше Сирија, тоа беше остана уште Авганистан, Иран, сите овие држави што ги набројав 4 или 5 колку се, режимите падна, сега се слаби држави, значи Либија веќе не представува никаква опасност, Сирија знаеме што се случи, Ирак знаеме што се случува, останува уште Иран, самостојна држава која е закана за Израел. Израел очигледно планира тоа да го реши и токму сега да го искористи поволната клима која има во администрацијата на Трамп и го заговара Трамп практично администрацијата да стрелат врз Иран. Сега ќе видиме условот е дали ќе пропаднат преговорите или не. Мене ми се чини дека ќе пропаднат, а не дека нешто предвидувам. Туку вчера шефот на иранската дипломатија изјави дека преговорите треба да одат и ќе одат како што треба, но Иран нема да послуша и да трпи некој да му каже дали треба да се произведува нуклеарно гориво или не, бидејќи тој вели ние не планираме да правиме атомско оружје, планираме да имаме нуклеарно гориво. Сега тука е целата приказна каде што е спорот помеѓу САД и Иран, а сето тоа во, што би рекле, со запршка на Израел, кој му одговара Иран конечно да падне, бидејќи Иран е можеби последната безбедносна закана, сериозна безбедносна закана за Израел и за еврејската држава воопшто. САД веќе почна да ги стрелаат хутите во Јемен и тие не можат многу да помогнат, иако тоа се нели шиитски милиции. Во Либан израелската армија ги притисна Хезболах, во Сирија Хезболах е притиснат помеѓу Израел од една страна и Турција од друга страна, во Ирак се незначителни тие шиитски милици, останува уште Иран. Затоа Израел и оволку агресивно вели треба и мораме да нападнеме. Но сега се поставува прашањето што доколку па конечно дојде до тој денот де и САД ги нападне Иран. Веќе почнуваат да излегуваат некакви теории, некакви анализи дека нападот врз Иран нема да донесе никаков успех за ова што сакаат Израел и Соединетите Американски држави да го направат, бидејќи при евентуалниот напад прво што ќе се случи е Иран ќе ги
ќе ги избрка инспекторите за меѓународна за инспекција за меѓународната те атомски централи, значи веќе нема да имат информации што се случува таму. Ќе потсетам, во Иран подолго време инспектори на меѓународната агенција за атомска енергија вршат инспекции за тоа да видат дали Иран произведува атомско оружје или само нуклеарните погони ги прави за електрична енергија или за енергенци воопшто. Втора работа што доколку САД ги нападнат Иран и официјално, авионите на САД и проектилите ќе се соочат со руските противвоздушни системи кои се познати дека се релативно успешни, така да може да дојде до некаков делимичен успех или неуспех на овие напади. И трето, и официјално ќе пропадне целава оваа маскарада и Иран и конечно, ако веќе не произвел атомско оружје, ќе ја убрза процедурата да го произведе атомското оружје, а ако го произведе, тогаш е многу тешко вие денеска да нападнете земја која поседува атомско оружје, бидејќи на секој напад тие ќе може да возвратат. Така да голема е дилемата на Трамп, една од многуте дилеми покрај Украина, покрај сето ова што се случува, но едно е сигурно, администрацијата на Трамп е под жесток притисок на администрацијата на Нетањаху, на која и се брза Иран што поскоро да биде нападнат и евентуално да биде сменит режимот во Техеран. Сега, оваа информација дека тие биле подготвени и сакале да ја го нападнат Иран, но Трамп ги премислил и инсистирал да прекинат, веста само по себе е вест, но зад таа вест стои дека Трамп ќе оди на варијантата да види дали ќе успеат овие преговори, иако на многумина им е јасно дека нема да успеат. Сега, ќе има аргумент зошто го нападнал Иран. Но останува сега да видиме што ќе биде овие другиве суперсили. Ќе потсетам, Путин, како тој ќе реагира и Москва. Може би е тој договорот, еве вие Украина, оставите ни го Иран, првата работа, и втората работа не знаеме, може би Путин ќе, односно и Русија ќе биде тука некако вмешана во одбрана на својот еден од ретките сојузници во случајот Иран. Особено што Трамп, доколку го нападне Иран, мислам дека ќе му се одложат многу плановите за она конечна пресметка кон која тргна преку царините, а тоа е Кина, бидејќи пак Кина, од друга страна, колку и да се поврзливи се, светот е глобално село, како што велат, Кина веќе има флота околу Тајван и можеби, ако овој го нападне Иран, Кина ќе искористи таа ситуација да го нападне Тајван. А на два фронта, колку и да сте суперсила, тешко ќе војувате, тоа се виде во 2002 и 2003 година, кога американците во исто време ги нападна и Авганистан и Ирак, да, тие ги поразија, но на два фронта тогашниот претседател Џорџ Буш помладиот водеше војна и таа војна не заврши толку брзо како што очекува, ниту пак потоа последиците се справија со последиците кои до ден денеска ве ги имаме. Во Украина повторно имаме жестоки напади. Зборувавме пред известно време за тоа дека Великден е една точка и се зборуваше дека токму после Великден се очекуваат, зборувавме, промени во однос на одлуките конкретно за требаше да стапи на сила примирието, односно прекинот на огнот. Има разлика, нели, прекин на огнот е едно, примирие е друго, мир е трето, но требаше да се сретнат Трамп и Путин во почетокот на април. Тамо нешто не оди како што треба, барем не овака како што изгледа. Може би зад кулисите на јавноста тие може и се сретнале, но официјално пораката дека се сретнале ја нема, ниту пак има навестувања. Има промени и во политиката на Трамп во однос на Путин. Да, тоа е еден од, нели, правевме анализа дека има две визии за тоа како ќе се гледа иднината на Украина, две американски визии. Едната визија, ќе потсетам, е да се признаат 5 области, односно Крим, Донецк, Луганск, Запорожје и Херсон, како дел од Русија. И втората варијанта е нешто по урнекот на Берлин 45-та, каде што ќе има окупациони зони, Британија, Франција, Полска на запад, Русија на исток и на југ, а Украина тука некаде и разграничувањето ќе биде реката Днепар, нешто што русите одамна го сакаат. Сега Киев негодува за тоа. Негодува
и не му се допаѓа да бидат признаени овие 4 или 5 територии, а втората варијанта е да го направат берлинскиот модел, да биде таков, но да не се признаат овие 5 територии, значи да се сметаат за окупирани, што пак предизвикува и ризикува да доведе до нов замрзнат конфликт кој некои други генерации ќе мора да гинат и да го исправуваат. И сега тука се закопани Зеленски и неговото раководство не се согласуваат на овој прв предлог што го спомнувам, да се признаат овие 5 територии. И покрај тоа што видовме во Белата куќа Трамп што може да му направи на Зеленски, но Зеленски сега калкулира со овие минерали. Дали забележуваш дека веќе 2 недели у понеделник ќе го потпишат договорот за минералите, некако не го потпишуваат. Сега е најавено за овие денови да биде потпишан, што мене ми укажува лично, а и гледам по некои колеги странски кои можеби подобро знаат од мене, дека можеби Зеленски нешто сепак направил некаков пазар со Путин, со Трамп се извинувам, за иднината, за аршинот на решавање на проблемот со Украина. Во меѓувреме, двете завојувани страни го користат вакуумот, просторот на тоа има преговори, нема преговори, ќе има примирие. Путин и Трамп ќе седна, Трамп ќе ја реши со чаробно стапче и оставаме да видиме, а до тогаш еве жестоко се напаѓаат. Русите од утринава жестоко напаѓаат. Ние веќе неколку дена јавуваме русите напаѓаат, украинците возвраќаат и тоа се многу жестоки удари, а медиумите не ги пренесуваат баш толку многу, бидејќи нешто друго е во фокусот, а тоа е ова што го зборувавме до сега. Овие напади да се случуваа пред 2 години, немаше да се симнат од светските тикери цел ден. Вака, некако како брзи вести, како фастфуд храна, 2 залага и ги забораваме вестите по некој твит видео, може и не мора, и заради тоа некако како некој намерно ова да ја трга вакуум просторот, да се земе што подолго, што повеќе територија се да се освои што повеќе додека не седнат конечно Трамп и Путин на преговарачка маса. И само за крај, вчера излезе една информација, нормално таа не е потврдена, но се шпекулира во руските медиуми, во дел од украинските медиуми, дека наводно дел од украинската армија е незадоволен од однесувањето и од плановите на Зеленски и неговото воено и неговото политичко раководство, дека ќе ја предадат Украина, војската како и секогаш, како и сите војски во сите држави во светот се повеќе патриотски, тие веќе да планирале наводно, така барем се пишуваше во медиумите, во тие написи дека планираат да тргнат на Киев и да го урнат Зеленски, бидејќи сметаат дека Зеленски може да потпише капитулација, па ќе испадне дека украинската армија џабе војуваше овие 3 години и имаше толкави жртви. Се разбира, ова е шпекулација и е од руски медиуми, но и од некои украински медиуми. Идејата наводно и забелешката е онаа што ја зборуваме подолго време, дека Зеленски нема мандат, на Зеленски му е истечен мандатот и Зеленски не е тој што чиј потпис ќе биде валиден и меродавен за мир, примирие или наредба или било што за Украина и нејзината армија. Да, но што ми беше целта, зошто го спомена Великден? Го очекувавме Великден, еве го доаѓа Великден и ќе замине Великден. Околу празниците, кога има војна, понекогаш би требало да се смират страстите во војното поле. Така беше до оваа војна, морам да признам, уште од Прва светска војна се сеќавам по историја што сме читале, учеле. Со глед на тоа што зборуваме за христијани, се убиваат христијани. Во Прва светска војна, во она битка за тие познати битки меѓу Германија и Франција, крвави битки кај што по 5 милиони луѓе загина, на Великден застана војната. Гледавме на Великден застанување на стопирање на неколкудневна војна и овие понови војни што сме и современици, но оваа руско-украинска војна никако да запре ни минатиот Великден, ни предминатиот Великден, ни нова година. Да се сменија времињата, се сменија изгледа и верниците, па очигледно како што ти добро забележа, тие не најавуваат воопшто, тие се планираат да го искористат вакуум просторот што повеќе да освојат за утре ако Трамп конечно и Путин се одлучат да седнат на преговарачка маса, да имаат со што повеќе да прават пазар за да добијат некаква цел уцелава оваа приказна. Но мене ми делува, повторно ќе кажам, оние најпесимистички прогнози кои ги слушавме сите овие месеци, дека како да е некако предвидено војната во Украина да запре
у мај 2026 година, барем тоа сите го зборуваат. Еве, дури вчера излегува некои западни анализи, каде што велат Путин има ресурси да војува уште година дена, Украина не планира да се предаде, целата оваа приказна ќе заврши дури следната година. Зошто е тоа така, не можам да кажам, бидејќи ако се договорат да има прекид на огнот, тој мора да стапи на сила веднаш. Благодарам, Андоновиќ. Тоа беше уште една меѓународна анализа во живо од Слободен печат. И на самиот крај од ова издание ви најавувам што ќе гледате денеска на нашата видеопродукција, односно што ќе има ново на YouTube каналот на Слободен печат. За почеток ќе ви пуштиме кусичок од нашата најнова анкета. Дали и како го празнувате Великден, ги прашавме случајните минувачи и ќе слушнете што тие одговорија. А денеска во 20 часот гледате нова епизода на Митови и факти. Димитар Николовски, политикологот, е гостин кај колегата Срегјан Ивановиќ. Ќе уживате во уште еден добар подкаст во вечерните часови. Нема да заборавите 20 часот премиерно издание на новата епизода на подкастот Митови и факти. Гледате кусисачок од овие две нешта. Овде ќе ве поздравам и уште еднаш ќе ви посакам да поминете убав празничен викенд. Нека ви е честит Великденот на сите кои што го празнувате. Се гледаме во вторник во 9 часот во живо од студиото на Слободен печат.